Трет ден протести на приватните превозници во главниот град. Утрово разговарам со првиот човек на Слобода превоз, Ленин Јовановски. Ленин, добро утро. Добро утро. Трет ден протести, втора недела поред на приватните превозници. Така некако. Така, кој е вашиот став по вчерашната изјава на градоначалничката Арсовска дека ќе бидете исклучени од јавниот повик? Една година. Тоа е најмалиот проблем и тоа воопшто не е нешто за кое што сме загрижени. Доколку правната регулатива кажува така нека биде. Ние не се бориме како Слобода превоз по секоја цена да останеме во превозот. Во моментов ги презентираме, застапуваме и сме гласноговорници на барањата на приватните превозници. Дали Слобода превоз ќе биде понатаму носител на група или ќе биде исклучена заради тоа што и раскинат договорот е правно прашање кое што воопшто не менува ништо од она што е барање на приватните превозници. За жал до сега не се најде решение. Кои се вашите следничи кори како приватни превозници? Значи, јас како што кажав, ние како Слобода превоз и јас како директор на Слобода превоз ги превземам сите оние административни правни постапки и се следи она што го кажува правната регулатива. Во текст се одредени процедури кои што претходно ги спомнавме, од утужување на долгот, од барање извинување од градоначалничката и понатаму допис кој што ќе се однесува на последното известување од градот Скопје дека ни е раскинат договорот. Од кога ќе биде огласот објавен, кога ќе го видиме во која правна форма е направен, ќе видиме да се изјасниме и по него. Меѓутоа, она што го кажав и претходно, а гледаме дека сега повторно е уште едно ретерирање на ставовите на градоначалничката, кое што кажа дека ќе дозволи и ќе може на огласот поединечно да се пријавуваат приватните превозници, значи со оглед дека приватните превозници претежно имаат по 1 до 2 автобуса и може да извршуваат 1, 2, 3 смени во принцип, во просек е таа состојба. Значи, сепак мора да има одреден носител на група кој што ќе се пријави на огласот онака како што беше и претходно. Барем од она што го кажа, се гледа дека е веројатно и така направено. Се работи овој пат за 2 линии, меѓутоа, моето мислење е дека на тој повик нема да се јави некој заради тоа што не ја гледам смислата да некој на кого му должите и на кој што после 4 месеци работа го терате да тужбено си ги наплати побарувањата. Не знам кој превозник ќе се охрабри повторно да се стави во една иста таква ситуација, да сега вложува, да вози, да не му биде плаќано, а после тоа да му биде кажано ќе ви го раскинеме договорот и тужи. Лошо се поставени работите, така да никој не може да претпостави дека овој нов оглас што е објавен дека ќе направи нешто и ќе реши нешто во позитивен смер. Значи, наместо да се решаваат проблемите и заедно со приватните превозници да се седне и да се договорат овие проблеми, сега гледаме дека секое нивно постапување доведува до нов проблем. Прво беше долгот, после долгот ги раскинаа договорите, приватните превозници практично се исклучени од сообраќај. Тие и да сакаат сега да возат нема да можат, бидејќи, како што кажуваат, веќе одат и во екзистенционалното прашање, значи одземена им е работата, сега одат во трета фаза, објавуваат оглас без да ги решат овие претходни два проблеми, за да ги охрабрат повторно да се вклучат евентуално во тој преку тие нови огласи кои што тие сметаат дека ќе ги огласат. Факт е дека уредувањето, односно организирањето на превозот на град Скопје го врши Советот на град Скопје и тука нема никаква дилема или никој не го спори тој момент, меѓутоа, како што кажав, начинот на кој што се постапува ги провоцира сите овие случувања, овие протести, значи ги одолговлечува
и со таквото однесување не се покажува дека се сака да се реши проблемот, него се додава уште еден проблем повеќе. Значи, ако имавме еден проблем со долгот, сега веќе имаме 3, а на повидок и 4. Споменавте и вие, не само вие лично, пари очекуваат и семејства кои што всушност работат кај вас и другиот приватен превозник. Да, како што гледате, дека во тој правец никој ништо не се зборува, не се споменува. Градоначалничката се крие од приватните превозници, се крие од сите вас новинарите. Нема храброст да излезе, да ве погледне во очи и вас и нив и да одговори на оние прашања кои што се актуелни, кои што навистина, ако таа нема одговор, бар треба да каже и да видиме некоја друга институција да превземе и да го реши овој проблем. Не е решение приватните превозници да останат и понатаму вака на улиците, бидејќи и реакциите на граѓаните се оправдани кога се жалат на лошиот проток, на закрченоста во сообраќајот, се тоа смета на град Скопје, меѓутоа приватните превозници се како последица на некое неодговорно однесување од позиција на власт, односно институцијата градоначалник. И сега јас се плашам, како што од почеток кажувам, дека може се тоа да ескалира во некој несакан правец и да се случат некои немили сцени. Јас вчера имав средба со координативното тело на приватните превозници, на која им посочив на сето она што допира до мене, како критики од граѓаните, како предлози од граѓаните, да тие сепак одлучат да се тргнат од фреквентните раскрсници за да го ослободат протокот. Има предлози да се насочат само тука кај градското собрание и повеќе, да кажам, разноразни предлози. Сето тоа им е пренесено, меѓутоа тие останаа на ставот дека протестот ќе го продолжат во оваа форма вака како што е. Јас, како што кажувам, ниту можам да ги натерам, ниту да ги убедам во нешто што тие не сака да го направат. Моје е да им го презентирам, како што кажав и претходно, да им укажам на правните норми, да им укажам на одредени правни последици, да им укажам на она што јас како директор ми се обраќаат граѓаните и што бараат, меѓутоа сепак одлуката конечна е нивна, се работи за нивни пари, се работи за нивна екзистенција и веројатно тие од внатре повистински го чувствуваат проблемот отколку јас. Да, граѓаните се жалат дека не можат да се движат како порано низ градот Скопје, тоа значи дека блокадите остануваат и понатаму. И само уште едно подпрашање, дали можеби планирате да ги проширите, како што споменавте на влезовите на градот? Значи има разни најави, коментари меѓу нив, меѓутоа јас не би предпоставувал се додека тие не донесат некаква одлука. Кога ќе донесат одлуката, јас ќе известам јавноста каква одлука е донесена. Она што можам да го кажам дека во делот на инсистирањето и организацијата на овие протести во форми кога ја организира, сепак се укажа на тоа дека треба да се остават одредени ленти за проток на возила, особено за оние кои што имаат приоритет, итната помош, пожарните возила, бремените жени, луѓето кои што имаат неопходна потреба на поминување на лекар, значи тие сите може да се обратат на барикадата која што е поставена од сообраќајната полиција и да пробат да побараат да ги пропушти. Сите такви возила ќе бидат пропуштени. Доколку исто така една сугестија се создаде некоја поголема гужва, може една лента да се пропушти за да се обезбеди еден проток, за да тие возила кои што исто така имаат потреба од итност не се закрчени во сообраќајот. Сето тоа мислам дека до сега коректно се регулира од сообраќајната полиција и како што гледате и овдека обезбедена е лента кај што ќе сообраќајна лента каде што ќе можат возилата да поминуваат. Не знам што повеќе би додал, се ми е јасно, значи веќе овие неколку дена сите се соочуваме со овој проблем кој што постои во градот Скопје, меѓутоа според мене зачудува инферентноста, односно повеќе гледаме дека има одредени
политички препукувања или проблемот се некако дефокусира во нешто што не е суштина. Значи, треба да се седне и да се реши проблемот на приватните превозници, а политичките партии, односно луѓето кои што се на било кој друг начин инволвирани во ова, да помогнат во целава ситуација, а не да одмагаат. Значи, затоа уште еднаш ќе повикам сите надлежни институции да се вклучат во решавање на овој проблем на начин на кој што сметаат дека е најцелисходно, за да може граѓаните на град Скопје да се вратат во нормала, во оној дел на функционирањето на сообраќајот. Јовановски, ви благодарам многу на одвоеното време. Се надеваме наскоро ќе се најде решение за овој проблем. Да се надеваме да биде тоа што поскоро. Студио, доколку се слушаме, тоа беше Ленин Јовановски, собственик на Слобода превоз. Се надеваме наскоро ќе се најде решение од градот Скопје.